Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Добро утро, почитувани гледачи, срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Еве не повторно заедно и во овој четврток, 21 април 2022 година, 111 ден во годината или уште 254 дена до крајот на нова календарска година. Утрово во Кавадарци 8 на тмурно, облачно, малку и свежо. Сонцето се надеваме дека ќе го видиме барем за кратко во текот на денот, бидејќи според денешната прогноза ќе имаме променливо облачно со повремен локален дожд, особено во северните и западните делови ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Така да во текот на денот се надеваме дека температурата во Тиквишијата или во Кавадарци ќе се зголеми некаде до 18 степени. Рано утрово беше 1 степен, сега со влегување во студиото веќе 5 степени, така да полека сонцето се пробива, зраците на сонцето се пробиваат преку облаците. Што се однесува до денешната температура на ниво на Македонија, таа гласи, како што спомнав, со повремени интервали, со локален дожд и така натаму. Температурата ќе се движи од крајниот западен дел плюс 1 до 11, врнежливо. Скопје со така ќе биде променливо, од 3 до 15, Куманово од 0 до 14, во Беровскиот регион имавме утринска минус 1, а дневната ќе се искачи до 14 степени. Најтопло ќе биде во Гевгелија од 5 степени до 20 и тамо ќе биде променливо облачно. Во Пелагонија времето ќе се задржи од плюс 3 до 16 степени и во Охридскиот регион од 4 до 15. Што се однесува до температурата за празниците, значи за следните денови, таа гласи дека ќе имаме повторно променливо време. Ќе имаме облачно време, значи со сончеви интервали, но како и да е, можете да ги искористите тие топли денови што ќе бидат пред нас, бидејќи прогнозата е да овој продолжен викенд да имаме потопли денови, така да ќе се искачи температурата до 25, односно 28 степени. Ако планирате да отидете на некоја планина, тоа може да го сторите, бидејќи времето ќе биде претежно убаво и сончево. Ова емисија оди во живо, така да еве на почетокот ќе ги дадеме тие сервис информации, ќе ги даваме, но да кажеме неколку информации за состојбата на патиштата, бидејќи дел од вас се надевам дека денеска или утре ќе имате возење по Македонија или можеби ќе отидете и надвор од нашата република, нашата земја. Патиштата се проодни, посуви коловози, на места има и на места се и влажни, тамо каде што синоќа врнеше дожд, но како е да е, интензитетот на сообраќајот на патиштата, на патните правци надвор од градските средини е умерен, така да нема подолги задржување на граничните премини за влез, односно за излез од нашата земја. Автомотосојузот препорачува внимателно возење, посебно сега кога интензитетот ќе биде зголемен на возила, затоа што многу од вас ќе се опатите на кај туристичките места или во родниот крај, по селата или во други градови, така да бидете внимателни. Немој да возите под дејство на алкохол, не само што тоа е казливо, ќе добиете високи казни и возачката ќе ви исчезне за 6 месеци или до година дена, меѓутоа може да страдате и вие или некои други недолжни. Значи алкохол возачот воопшто не треба да пие.
i nije koji može bi ne vozime v ovoj mik alkoholo treba da bide što podaleko od nas. Ima Makedonija dovoljno sokovi, dovoljno voda, ono što je najzdrava voda da se koristi za pijenje. Što se odnesova do nastanite počtovani koji se slučili na današnji den, evo samo nekoliko da vi spomnam. Spored predanijeto, 753. godina, Romul go osnoval gradot Rim. Se verova, spored ova legenda, deka to se slučilo na današnji den 753. godina. 1500. godina portugalski moreplovec Pedro Alvarez Cabral pristignal do bregot na Brazil i go proglasil za portugalski imot. Ete, to se slučilo mnogo odavna. Na današnji den 1509. godina umrel anglijski kralj Henry VII. Osnovač na dinastijata Tudor. Na današnji den 1816. godina rodena je Charlotta Bronte, anglijska pisateljka, se proslavila s opišuvanje na roman od Jane Eyre. Drugi njezini poznati dela se Emma, profesor od Vileta, počinala u 1855. godina, relativno mlada počinala ova gospođa Charlotta. U 1856. godine na današnji den Avstralija je prvata zemlja u svetu koja vovela 8-časovno rabotno vreme. Vistina, mnogo poodamna, lugi to rabotili mnogo povek, gi iskoristuvale gazdite svojite robovi, svojite slugi, svojite rabotnici, no eve Avstralija ušte koga vovela 8-časovno rabotno vreme. Bravo za Avstralija, bidejki to pokažuva deka život na čovjeko se ceni i njegova ta rabota što je rabot. Da ima vreme za odmor 8 časa, 8 časa za rabota i 8 sekako da se odmora i da spije ili da ima slobodne aktivnosti. Dobro, odime ponatamu. Na današnji den 1926. godina rodena je britanskata princeza Elizabeta Aleksandra Mary. Od 1952. godine Elizabeta II. Je kraljica na Velika Britanija. Na današnji den 1960. godina glavni od grad na Brazil bil premesten od Rio de Janeiro vo Brazilija. U 1993. godine Vrhovni sud na Bolivija na 30 godini zatvor go osudil poranešno diktator Luis Garcia Mesa pod uvinjenje za ubistva, grabeži, izmami i nepočituvanje na ustavot. Evo ušte jedan podatok povrzan za Makedonija. 2014. godina na Malta na 67. godišnja возраст po kratko boliduvanje počinal Ljubčo Samardžić, jedan od najznačajnijite multimedijalni umetnici so međunarodno renome, slikar, solist na kontrabas i kompozitor. Može bi ne i poznat za svite, no evo go spomnafme kako istorijska ličnost koja je vleglavo ovi podatoci što na današnji den se pišuvat i nije se podsjetuvame na nastani od Makedonija ili od svetot. Evo počtovani gledači, znači to bija prvite servis informacije, da kažeme da deneska je 112 od den godinata, ušte naške povtoram, ušte 253 dena do kraja od sonca, to izgreja vo 5 časov i 43 minuti, a ke zajde vo 19 časov i 19 minuti. Vozduhot je relativno zagaden, videjki je oblačno, lugi to se ušte ložat, se ispuštat čadovi vo vozduhot, no kako je da je, ako imate potreba, samo izlezete, podobro je, potoplo je, barem v ovje časovi da vidite doma, v Kavadri se deneska pazaren den, pazarot je ponso zelenčuci, tako da ako imate potrebe izlezete, kupite, snabdete se, videjki sledova produžen vikend, kada što mnogo od dukjanete ke bidet zatvoreni, zato na vreme snabdete se
со храна денеска, за некои од христијаните е Велики четврток. Ние малце подоцна ќе кажеме што се случило на тој ден, зашто за тој дел од христијаните има Велики четврток, Велика среда, Велики петок, тоа се денови кои предходиле на големиот празник кој тие го почитуваат. Кога велам тие, еден дел од христијаните, бидејќи Библијата зборува за тој настан, и ние и денеска и утре ќе споменеме за Великден, ден каде што Исус Христос бил раснат, но и воскреснал во недела, во првиот ден на седмицата, и на тој начин извојувал голема победа над сатаната, кој денеска е победен непријател, но се уште тој е кнез на овој свет, како што го нарекува и самиот Исус Христос. Еве, толку за почеток, одеме сега со песна, а потоа ќе се вратиме да ја продолжиме нашата емисија. Noć nad gorom Maslinskom je pala, potok Kedron protiče kroz gaj, bledi mesec skriva se za oblak, sve su zvezde sakrile svoj sjaj. Bledi mesec skriva se za oblak, sve su zvezde sakrile svoj sjaj. Zašto tužna Maslinska je gora? Zašto drhti sad u noći tvoj? O ne pitaj, nego suze roni, s lica spasa teče krvav znoj. O ne pitaj, nego suze roni, s lica spasa teče krvav znoj. Duša mu je žalosna do smrti, srce tišti neizmeran jal. Ko će sad da Božjeg Sina teši, u svom bolu napušten je sad. Ko će sad da Božjeg Sina teši, u svom bolu napušten je sad. Ne, o Hriste, ja te neću nikad u životu ostaviti svom. Tebi dajem svoje srce celom, tebi hitam, tebi u svoj dom.
prihitam tebi u svoj dom. Evo ne повторно во нашата програма, почитувани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите ова наша утринска програма. Ова емисија се емитува во живо, значи нема импровизации, така да од студиото може да, од ова наше студио ја емитуваме ова програма со различни содржини, затоа поздрав до сите вас, почитувани гледачи кои не следите од вашите домови, може би сте на работа, од вашите работни места, или патувате, така да го носите со вас мобилниот телефон и насекаде може да ја слушате ова емисија. Ако не можете во живо, може да ја следите и подоцна како снимен прилог, каде што може да ја најдете ова снимка на нашата YouTube страница Радио Глас на Надежта и на Facebook страната Радио Глас на Надежта. Поздрав значи до сите вас од Македонија, во разни градови каде што се наоѓате, а и вие кои сте во Србија, во Хрватска, во Бугарија, во Украина, во западните држави, прекоокеанските Америка, Австралија, така да, иако разни годишни времења имаме и може би сега некој од вас спиете, но како и да е, сите нека Господ не благослови во овој ден. Иако денот е тмурен надвор, барем овде во Кавадарци, да не дозволиме некој да направи нашата душа тмурна со неговото несоодветно однесување или со некое лошо искуство, може би што сме го стекнале во текот на денот или на вчерашниот ден, така да му дозволиме на Бога да тој со неговите сончеви зраци на љубовта ги растера сите тие тешкоти кои ги носиме во нашиот живот. Може би некоја лоша диагноза сме ја добиле, може би некоја лоша болест, или може би сме изгубиле работата, или пак нешто сме доживеле, или доживеле некои наши мили и драги, наши пријатели, како е да е нашиот поглед и денеска нека биде насочен кон Христа и колку стои до нас да зрачиме топла, убава, со топла, убава насмевка да бидеме и луѓето тоа да го приметат околу нас. Еве, да одиме сега со неколку капки на мудроста, почитувани гледачи. Добро име е подобро од големо богатство и подобра е милоста од сребро или злато. Умот е како падобран, функционира само кога е отворен. Твојот живот е резултат на изборот што го правиш. Ако не ти се допаѓа твојот живот, почне да правиш подобар избор. Еден живот имаме и тој е од Бога даден. Како ќе го проживеме, многу зависи и од нас самите. Дали ќе бидеме песимисти цел живот, ќе гледаме чашата дека е полупразна или половина полна. Така да се зависи со какви погледи го гледаме животот и иднината која е пред нас. Твојот живот е резултат на изборот што го правиш. Никогаш не дозволувај да сретнеш некој кој по средбата со тебе нема да биде посреќен. Иако тоа не е секогаш лесно, зашто животот не гази, сите не притиска, но колку стои до нас да навистина го направиме другиот барем малку да биде посреќен од моментот кога пред тоа не бил со нас или не сме го сретнале. Мудриот се бои и се отклонува од злото, а безумниот се распалува и е смел. Домот на нечестните ќе пропадне, а живеелиштето на праведниците ќе процвета. Љубовта е чудесна сила, несовршенството го претвара во совршенство. Она правата нелицемерна, не љубов од корист. Љубов, таа е чудесна сила. Несовршенството го претвара во совршенство. Ако видиш некој без насмевка, дај му е твојата, сигурно многу ке му треба. Еве, тоа беа капките на мудроста за утро, а сега ќе споделам една кратка приказна, почитувани гледачи, која носи наслов "Дали сте лакоми?" Се бил некој богат човек на кого многу му пречило кога гледал на некој рибар како мрзливо седи во својот чамец. Но зошто не ловите риба? Или риби, го прашал богатиот рибарот. Затоа што уловив доволно риби за денес, одговорил мрзливо рибарот.
A zašto ne uloviš poveke ribi od koliko što ti treba za denes? Продолжил богатиот. А што ќе правам јас со нив, прашал рибарот. Можеш да ги продадеш и да заработиш повеќе пари, одговорил богатиот. Ке си купиш чамец за да можеш да одиш во подлабоките води, да уловиш повеќе риби и да заработиш повеќе пари. Тогаш ќе можеш да купиш и мрежи од најлон и да уловиш уште повеќе риби и ќе спечалиш уште повеќе пари. Тогаш ќе можеш да купиш цела флота рибарски чамци кои би ловеле за тебе. Ќе станеш богат како јас. И што би постигнал со тоа? Повторно прашал рибарот. Ќе седите, ќе се одмарате и ќе уживате во животот. А што мислите, што правам јас? Одговорил рибарот и уште повеќе и поудобно се спуштил во својот чамец, сртувајќи се кон сонцето за да ужива. Смешно, зарем не? Ако живееме само заради тоа да натрупуваме големо богатство, никогаш нема да ни биде доволно. Ке работиме се повеќе и повеќе се додека не се срушиме. Дали работите постојано? Дали се одмарате? Животот повеќе вреди од богатство. Да се научиме да се надеваме на Бога, кој ни дава се што ни е потребно за удобен живот. Секако, Бог ни вели да не го јадеме лебот на мрзливоста, но пораката е да не биде богатството обсесија која ќе не зароби и нема да имаме доволно време за работи кои се многу повредни од него. Некои луѓе толку се грижат за мрачните денови во животот, што заработуваат дека постојат и сончеви денови. Да не бидеме ние почитувани, гледајќи како овој богаташ, кој само гледал во се заработувачка и да го натрупа своето богатство. Овој рибар е пример на човек кој не планирал за многу долги денови или години. Тој си уловил риби толку колку што му било потребно за тој ден. И затоа Исус вели: внимавајте и чувајте се од секаков вид користолюбивост или лакомост, зашто животот на човекот не зависи од изобилството на неговиот имот. Во прилика би го спомнал и библискиот пример што го раскажал Исус Христос за оној богаташ чии ниви му родиле многу и бидејќи го проценил житото дека ќе биде многу родно, тој ги проширил амбарите, житниците, скоро ги дуплирал и кога го собрал житото, ги наполнил амбарите и седнал пред нив на својот стол, ги ставил раците на главата и се рекол: јади, пии, душо, и весели се имаш за многу години. Но ниту еден збор не спомнал за Бога, дека Боже, ти благодарам за здравието, за силата, за дождот, за сонцето што даде, па ете, заработив и жито. Тој се тоа го се насочил во сето тоа кон себе, неговото јас тоа го направив, јас ги произведов сите тие работи и сега имаш за многу години. Но таа ноќ дошол Божиот ангел и му рекол: безумниче, вечерва ќе заврши твојот живот. Како го нарекол Бог? Безумник. Не е грев да бидеме богати, почитувани, не е грев да работиме, и треба да работиме, и треба да заработуваме, и треба да планираме. Но ако Бог не е на прво место, се е бадела, се е џабе. Само со една лоша диагноза од лекар, се ќе ти пропадне. Ништо не вреди, ништо нема да понесеме со себе. И затоа секој ден е дар од Бога. Треба да планираме, но да не се грижиме за утре, задутре или за 10 години што ќе имат нашите деца, односно нашите внуци. Нажалост, ние сме такви. Правиме, работиме не за децата само, туку и за внуците и за многу години. Меѓутоа, еве нека ова приказна не поучи да бидеме благодарни за денешниот ден што Господ ни го дал. А утре ќе си дојде друг ден со своји терети, со своји обврски, со своји радости и жалости. И затоа не треба ние да се мачиме, да се окупираме и да размислуваме што ќе биде за толку или толку години. Нека навистина Бог ни помогне да не бидеме лакоми. И ако сме благословени од Бога, со дарови, со материјални средства, околу нас има сиромашни, има вдовици, има болни луѓе на кои им е потребна помош, може би материјална, колку можеме да им помогнеме или со збор, или пак со молитва, односно со
darovi, što kim bidat za njih golem blagoslov. Evo to beš ova rubrika, Kapkina mudrosta i kratka prikazna od Biblijat. Odeme sega povtorno su pesna. Ne plaći ti, jer živ je on i neka tuga nestane. Ne plaći ti, jer živ je on i neka tuga nestane. Za svaki grijeh patio je on sam, na sebe uzeo naše križ i prolio je svoju krv za nas, da živimo vječno mi. Ne plaći ti,
Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, следува рубриката Утрински текст со мал коментар. Денешниот утрински текст или утринската порака е наоѓаме во Евангелието според Јована, 4 глава, 14 стих. А кој пие од водата што јас ке му ја дадам, нема да ожедни довека, туку водата што ќе му ја дадам, ќе стане во него извор на вода, извирајки во вечен живот. Да го проследиме сега и коментарот. Оној што бара да ја згасне својата жед на изворите на овој свет, ќе пие и пак ќе биде жеден. Луѓето насекаде се незадоволни. Тие копнеат за нешто што ќе ја задоволи потребата на душата. Само еден може да ја исполни оваа желба. Потребата на овој свет, богатството на сите народи е Христос. Божествената милост што може да ја даде само тој е како жива вода, таа ја чисти, ја освежува и ја засилува душата. Исус не мислел дека само еден зафат од водата на животот ќе биде доволен за оно што ја бара. Оно што ја вкусил Христовата љубов, постојно ќе копне да прими уште повеќе, зашто тој не се стреми кон ништо друго. Богатствата, често и задоволствата на овој свет не го привлекуваат. Негова постојна молитва е повеќе од тебе. Оно што и ги открива на душата, незините потреби, чека да го задоволи незиниот глад и жед. Се што може човекот да даде и секоја доверба во него ќе се изневерат. Бунарите ќе се испразнат, езерата ќе пресушат, но нашиот откупител е неисцрпен извор. Ние можеме да пиеме и пак да пиеме и секогаш да наоѓаме свежа изворска вода. Оној во кого живее Христос има во себе извор на благослов. Од овој извор тој може да црпе сила и благодат, доволна за сите негови потреби. Оној што пие од водата станува извор на животот. Примателот станува давател. Христовата благодат во душата е како извор во пустина што извира да ги освежи сите и кај оние што се пред смрт да создаде желба да пијат од водата на животот. Водата за кој што Христос говорел е откровение на неговата благодат во неговото слово. Христовото милостиво присуство во неговото слово секогаш и се обраќа на душата. Тој е извор на духовна сила која ни е дарувана. И неговото влијание ќе се шири од нас преку зборови и дела. Ете, тоа беше утринската порака, почитувани гледачи, сите вие кои сакате да ја изучувате Библијата и да читате интересни стори и сознание за Бога, може тоа да го сторите преку нашата онлайн дописна школа која нуди бесплатни Библии или светописмо. Така да сите вие кои сакате да имате ваше светописмо, слободно пишете ни. Сега во продолжение на нашата емисија, на нашата програма, ќе ја видиме и рекламата за онлайн дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Се враќаме повторно во живо во нашата програма. Почитувани гледачи, следува рубриката за библиските личности.
Денеска, бидејќи е четврток, за многу христијани велики четврток, како што спомнав на почетокот на емисијата, велики петок утре, велика сабота. Што е тоа велико или големо, па луѓето му дали такво име на четврток? Што се случило во минатото, а го дознаваме преку Библијата, настан кој одекнал до ден денес се слушаат тие одзиви, би рекол, тие настани што се случило во минатото, но допира денеска и до нас. Еве пред себе имам отворено на компјутерот како луѓето веруваат и што веруваат дека се случило на денешен ден, односно на Велики четврток. Што вели традицијата и обичаите? Нажалост, не пишува што вели Библијата, туку што вели традицијата и обичаите. Многу луѓе денеска, наутро, многу жени стана пред изгрев сонце и ги офарбаа јајцата во црвена боја, иако денеска веќе јајцата се фарбат во различни бои. Дали такво нешто имаме во Библијата запишено, почитовни гледачи? Сакам во наредните неколку минути не да ги побијам обичаите, традициите, нека секој си верува како што сака, меѓутоа сакам онака правилно, библиски да знаеме што се случило на тој четврток, па и во среда. Бидејќи ако ја читате Библијата, посебно Евангелијата, Матеј, Марко, Лука и Јован, ќе добиете една вистинска слика што се случило на тој велики четврток или таа велика сабота. Тоа се најтешките денови кога нашиот Спасител Исус Христос, знаејќи дека му дошол часот, ги собрал учениците на тајната вечера, тој воспоставил еден нов обред. До тога славеле Пасха евреите. Меѓутоа, од овој миг, ако читате овде јас имам отворено Марко, Евангелието според Марко, 14 глава, овде Исус воспоставил нов обред, им рекол на учениците да донесат леб и вино, бидејќи дотогаш славеле Пасха, каде што јаделе јагне печено, зеле и другите работи што биле потребни. Меѓутоа, Исус сега сакал да воспостави еден нов чин, нов обред, да им укаже на христијаните после него што треба да прават, да се сеќаваат на таа негова голема жртва, што тој ќе ја даде, себе си ќе се даде, и затоа лебот го символизира Христовото тело, а крвта ја символизира, односно виното го символизира Христовата крв. И денес луѓето фарбат јајца во црвена боја затоа што Христос ја пролил својата крв. Меѓутоа немаме никаде во почетните векови такво нешто дека првите христијани имале такви обичаи, такви традиции. Тоа е се од паганството навлегло во христијанството, почитувани пријатели. Сега немаме време се да ви објаснам, меѓутоа ако имате потреба, јас сум тука подготвен да ви пишам, да ви пратам материјали да прочитате, дека навистина Библијата сосема подруго зборува од овие обичаи што овде ги читам, разни традиции во разни села, во разни градови, во Македонија и во светот, во рамките на христијанството, на православниот свет. На Велики четврток, реков, Исус воспоставил еден нов чин, нов обред. После обредот пишува овде дека Јуда веќе наумил да го предаде Исуса, а учениците се упатиле кон Гецеманската градина или Маслинската гора, каде што веќе Јуда направил договор со првосвештениците, со римската власт, ќе го издаде Исуса со бакнеш, бидејќи не можеле надворешно Исуса да го препознаат, зашто бил сличен како и останатите граѓани, и рекол со бакнеш, јас оној кој ќе го бакнам, тој ќе биде. И навистина, бидејќи било ноќ веќе, учениците биле, Исус се молил таму, знаејќи дека му дојде часот, а војниците дошле со факели и на брзина дошол и Јуда, иако тој не бил повикан таму, меѓутоа со бакниш му се приближил и го бакнал, а Исус му рекол, зарем пријателе, со бакниш го издаваш својот Спасител. Гледате, Исус го нарекол Јуда пријател, иако знаел што му подготова. И сега Исус е фатен, одведен е во Синедрионот, веќе во Синедрионот донеле одлука првосвещениците дека Исус ќе го предадат и мора од него да се оттарасат, зашто им пречел, им сметал во нивните активности. Меѓутоа, не можел Синедрионот сам да донесе таква одлука, морал тоа да го потврдат со световната власт, односно со римската власт. И затоа бил носен на три места бил носен кај Кајафа, првосвештеникот, потоа кај Ирод,
kaj Pilat i taka cela noć Isus bil ispitovan vo četvrtok i zato to je taka narečen veliki ili težak den četvrtok kada što se vodila ta borba na umovi. Pilat ne našel nikakva vina, Irod isto tako ne našel vina, međutim sepak na kraju pod vlijanje, pod pritisak na javnost, odnosno na sveštenstvo to, Pilat znajme donel odluka, to je fizički, simbolično izmil racete sa kajki da pokaže deka ne našel nikakva vina kaj ovoj čovjek. Međutim, sveštenici te znajele na koja karta igrat. Go optužuvali Isusa deka toj saka da stane car, da stane vodač, a Pilat se plašil za svoj preslov i neki to je bil namjesnik postaven od rimskata vlast i na kraju znajeme što se slučilo v petok. V utrašnjata emisija malce ke kažeme poveke koga Isus bila rasnat, koliko bilo časot, koliko sati, časovi Isus visel na krstot i što se slučilo vo naredните denovi, vo sabota i vo nedela. Така да, почитувани пријатели, денеска е за многумина голем или велики четврток, но нема никакво значење. Четврток е обичен ден, ниту треба да фарбаме јајце, зашто такав обичај нема, не е запишено во Библијата. Зошто токму јајце е прашање? Зошто не се фарба компир? Па затоа што јајцето е символ на живот. Се пиле така, излег. Меѓутоа и компирот е символ на живот. Засадете го компирот, ке излезе нов компир или стебло и така натаму. Но сега за тоа може друг пат да зборуваме. Како е да е, тоа се народни обичај, му се дава христијанска библиска конотација. Како обланда се завитко, меѓутоа нема никаква тежина фарбањето на јајца. Исус треба да се раѓа и да умира секој ден во нашите срце. Не само еднаш во годината се прославува Божик или еве сега Великден, 3 дена, и потоа цела година луѓето ќе го заборават Христовото воскресение, односно неговата смрт. Ние треба постојано да се сеќаваме, зашто без Христа, без неговиот живот, без неговата смрт и воскресение, како што вели апостол Павле, христијанството е празно. Суетна е нашата вера ако не веруваме во воскресение. Денеска многу луѓе ќе се напијат и утре во чест на Христовото воскресение, а не веруваат во воскресение. Кој вели ќе стане од гробот после толку и толку години? Значи, луѓе имат кои прославуваат Христово воскресение, ќе се поздравуваат Христос воскресе, навистина воскресе, меѓутоа само на уста, а во срцето се далеко од Бога. Така да, нека овој ден или овие денови кои се пред нас, кај што многу луѓе ќе ги отворат своите умови, своите срца, да навистина се всели Исус во нас, да биде со нас преку сите години, преку целата година, преку сите денови во нашиот живот, да можеме да навистина таа радосна вест што била за учениците во тоа неделно утро, кога дошле Марија и Магдалени и другите жени, кога го виделе гробот отворен, празен. Почетокот не верувале ни самите ученици, но кога се утврдиле во тоа, кога се увериле, не можел никој да ги спречи. Тие уплашени ученици, кои се сокриле, 3 дена биле сокриени, додека жените не дошле таму во Ерусалим, не им тропнале на вратата и рекле: Петре, Јоване, Марко и сите други ученици, Исус не е веќе во гробот, како што рече тој воскресна. Замислите каква била таа еуфорија, таа радост. Учениците после неколку денови го запалиле Ерусалим, не со оган, туку со зборови, со радосна вест дека секој кој верува во Христа и ако умре, Јован вели, ќе живее. Ете, толку почитувани гледачи, кога во прашање настан кој еве денеска и утре ќе биде обележан со Христовото воскресение и со Христовата смрт, дека денеска, односно знаеме дека тоа се случило на пролет, еви сега е пролет, меѓутоа денот варира, односно датумот варира, значи некогаш е во крајот на март, некогаш крајот на април, тој Великден, меѓутоа денот останува постојано ист. Тоа е недела, затоа што Исус воскреснал во недела наутро. Одеме сега со песна, потоа ќе се вратиме да ги проследиме и останатите рубрики. Љубов Божја толку силна,
sveta i vozvišena, doađa od spasitela, čistav si te vreminja. Tojke mi otvori vrata, jazda vlezam zlaten grad. Za mene na krstotu umre, krevot moj go plati to. Srce to mi beše bolno, rane to krevot moj. Lek za mene Isus ima, toj ko sluša glas tvoj. Tojke mi otvori vrata, jazda vlezam zlaten grad. Za mene na krstotu umre, krevot moj go plati to. Trpljivo do krajke čekam, dodeka ne dojde spas. Kaj što prekucela večnost, so nedoke bidam jaz. Tojke mi otvori vrata, jazda vlezam zlaten grad. Za mene na krstotu umre, krevot moj go plati to. Za mene na krstotu umre, krevot moj go plati to. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, срдечен поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата емисија. Сакам да ги поздравам сите оние кои денеска ќе имаат роден ден или го прославуваат, така да бидете благословени, радосни, среќни, заокружувате уште една година од вашиот живот, можеби сте повозрасни или пак поискусни или постари, како да е, да заблагодариме на Бога за деновите, за годината која веќе позади нас и да својот живот го предадеме во негови раце, годината која е пред вас во вашиот живот. Така да, еве, уште еднаш поздрав до сите гледачи, бидејќи овде гледам на Facebook, мои пријатели кои имаат денеска роден ден. Не сакам да ги спомнам по име, но како да е, сите бидете благословени. Во рубриката да ја запознаеме Македонија, градовите, селата, нашите водопади, планини. Денеска ќе кажеме неколку зборови за исто така еден од помалите градови во Македонија, тоа е Радовиш. Радовиш е интересно градче. Сите кои патувате од Скопје, Штип према Струмица, неминовно ќе поминете во сама близина на овој град Радовиш. Во времето на Филип II Македонски и Александар Македонски, ова територија на Радовишкото поле ја населувале пајонците. Се смети дека тука биле населени пајонските племиња Добери и Астраи, по чии имиња настанале и центрите Добер и Астрион. Но во науката се уште постојат претпоставки околу ова вистинско лоцирање во овие центри. Радовиш е центар и на истоимената општина Радовиш. Градот Радовиш за прв пат се спомнува во 1019 година во грамотата на византискиот цар Василий II, а така се викала и средновековната жупа, што покажува дека градската функција потекнува од средниот век. Името на градот Радовиш е поврзано со името на средновековната кнегиња од словенско потекло Рада, која живеела во тврдината над градот, чии што орнатини се уште постојат. Во периодот од 14. век под власта на српските владари во 1361 година во него престојувал цар Урош.
И сега неколку податоци за историјата, за време на турците, под власта на турците, Радовиш потпаднал во 1382 година до 1383 година. Според историските податоци, односно извори, турската војска на пат кон Средна Европа ги запоседнала градовите кои се нашле пред неја. Во окупираните градови турските власти поставувале само по неколку чиновници и нивни чувари, како би ја пречекувале и испраќале својата војска. И сега овде има многу податоци. Например, племето, турското малцинство, племе Јурјуци, исто така го населиле тој крај и ден денес се уште таа групација на луѓе обстојуваат во околните села на Радовиш Јуруци. Но побројно население било христијанско, односно христијани. 177 биле христијани, а 23 семејства муслимани. Тоа значи многу одамна. И сега одиме малце во посовремено време, во 19. и во 20. век Радовиш и околината биле под влијание на историските настани поврзани со Разловачкото, Кресенското и Илинденското востание, потоа настаните од Балканските војни, Првата и Втората светска војна и периодот по завршувањето на Втората светска војна придонеле за денешниот изглед на Радовиш. Нажалост, за време на Втората светска војна, на 22. октомври 1944 година, германската војска го запалила градот. Поголем дел од градот и централното подрече бил запален, но на 6. ноември 1944 година во минатиот век, односно 1944 година, повторно градот бил ослободен и денеска навистина градот Радовиш е убаво градче кој се наоѓа во југоистичниот дел од републиката. Така да, ако имате можност и време, посетите го ова градче, да го разгледате. Околу има убава шума, планини, така да, според пописот од 2002 година во Радовиш живееле 14.000 жители. Од тоа 2000 турско население, ромско 65, власи 6, срби 54, бошњаци 1 и така натаму. Значи, како е да е, некаде околу 14.000 жители, сега според новиот попис од минатата година, може би таа бројка е променета, но едно симпатично, убаво градче. Јас сум бил неколку пати, таму сум одржувал и предавање за пошироката јавност во Домот на културата. Има убава сала кај што сме држали концерт и сме проповедале Библијата, односно Евангелието за жителите во Радовиш. Има доста христијани кои го сакат, кои го љубат Бога, така да поздрав до оние кои не слушат, а се од градот Радовиш. Одиме сега со втората рубрика за здравата храна. Ово утро сакам да спомнам неколку информации за блитвата. Вчера зборувавме за спањакот, колку е важен, колку е здрав, и затоа денес блитва зелест зеленчук со 100 причини зошто често да имате на вашата трпеза. Блитвата е зелест зеленчук и е многу слична на спањакот. Таа спаѓа во групата на нискокалорични намирници, богата е со магнезиум, железо и витамин Б и С, и ви нуди 100 причини зошто да имате на вашата трпеза се почесто. Покрај тоа, блитвата содржи материи кои се од особено значење за црвената флора, целузните влакна за себе ја врзуваат водата, а со тоа и мастите и отровните материи. Значи, кога јадеме блитва, ги сврлуваме овие отровни материи од организмот, го забрзуваат движењето на крвта низ цревата и на тој начин се отстрануваат проблемите со варењето. Високата концентрација на калиум, железо, магнезиум и витамин С, а тие работи ни се на сите потребни, почитувани гледачи: калиум,
железо, магнезиум. Не мора да трошиме вештачки таблетки од аптеките кои се многу скапи. Еве, сето тоа го има во блитвата. Почесто ако конзумираме, ако јадеме блитва, ќе ги внесуваме тие елементи во нашиот организам. Ја прават блитвата особено хранлива намирница, богата е со сложени јаглени хидрати, така што представува добар извор на гликоза која е неопходна за работа на мозокот. Ете, гликозата е потребна, но може да ја внесеме и преку користење на блитва. Помага при нервоза и недостиг на концентрација. Го намалува нивото на мастите во крвта, ја штити слузокозата и потикнува создавање на црвени крвни зрнца. Блитвата е многу здрава намирница, како и останатиот лиснат зеленчук, и блитвата има мала енергетска вредност. Така 100 грама блитва содржи 59 калории, но содржи право богатство на витамини, минерали и други корисни здрави состојки. Постојат две главни врсти на блитва. Листната, која развива розети од крупни, широки и меснати лисја, така наречени ребраста блитва, која има силно развиено сочно и меснато стебленце, односно петелка со жолта, зелена или црвена боја. Значи, целиот лист се користи за употреба. И коренот, односно дршката, и самите листови. Така да право богатство е блитвата. Блитвата, како и другите видови на зеленчук, делува поволно за здравјето на организмот. Тој ја зголемува одбранбената отпорност на организмот. Содржи бројни антиоксиданси кои се борат против штетните слободни радикали во организмот, па на тој начин делува превентивно на многу заболувања, вклучувајќи ги малигните болести. Затоа блитвата се смета дека е антиканцерогена намирница. Бидејќи блитвата содржи железо, таа јакне крвта, ги пречистува крвните садови и помага при лекување на слабокрвноста, слично како и спањакот. Блитвата е секојаш присутна во диетските програми за детоксикација на организмот, таа го чисти телото од штетни отрови. Еве, почитувани гледачи, има многу што да ви пренесам, но времето полека се ближи да ја завршиме ова емисија. Значи, користите блитва. Вчера зборувавме за вредноста на спањањето. Значи, нашите зелени пазари се богати. Релативно се ефтини овие намирници. Значи, може да купите за 100 денари или за 200 денари толку спањак и блитва што не може за неколку денови да ја изедите. А за 100 денари 200 не може да купите таблети од аптека кои ги содржат овие витамини, а плюс тие се вештачки. Зошто да не ги користиме овие природни работи што Господ ги дал во природата? За наше добро. Бог знае што е најдобро за нашиот организам и сето тоа го вметнал во разни продукти, во разни намирници кои се наоѓаат, барем сега еве пролете, земјата ги раѓа на овие простори, овие намирници, пазарите се полни и затоа наша препорака е за денеска да користиме блитва. Одиме сега со уште една песна, а потоа ќе се вратиме да ја проследиме последната рубрика во ова наша денешна емисија. Zvezdi gledam, gledaš slušam.
za mene. Na Golgota tvoj grevot moj go plati, dobrovoljno se dade za mene. Moja ta duša preza tebe, moj silen Bog, moj silen Bog. Moja ta duša preza tebe, moj silen Bog, moj silen Bog. Ako ga Isus spomene, ke dojde, ke zavinam vo svoj odvečen dom. Slobod iznos i počitke go sretnam, i voshiten ke šepnam Bože moj. Moja ta duša preza tebe, moj silen Bog, moj silen Bog. Moja ta duša preza tebe, moj silen Bog, moj silen Bog. Еве неповторно живо во нашата програма, почитувани гледачи, вие следите утринската емисија на Радио Глас на надежта. Емисија која се емитува секој ден од понеделник до петок. Ова е адвентистичко радио што приготова ова програма за сите вас, почитувани гледачи. Да проследиме на крајот и рубриката «Што археологијата зборува за Светото писмо». Кои се тие пронајдоци кои се толку важни и ја потврдуваат веродостојноста на денешното Свето писмо кој ние го поседуваме во наши раце. Веќе неколку утра пренесувам епохални откритија на професорот кој открил многу важни работи, професорот Тишендорф. Овој прочуен библиски ракопис, оттогаш познат како Синејски кодекс, Тишендорф го обележал со првата буква на еврејскиот алфабет. Бидејќи сите почетни букви од латинската абецеда веќе се користени како символи за обележување на други библиски ракописи, бидејќи Синајскиот кодекс се сметал за премногу значајен за да го обележи со некој натамошен знак од латинската абецеда, на овој ракопис му е дал почетната буква на еврејскиот алфабет. На 28 септември 1859 година на свечена церемонија во надбискупската палата во Каиро, овој ракопис му е предаден на Тишендорф, а 2 месеци потоа на 19 ноември 1859 година ова скапоцена Библија Тишендорф на раце му е предал на царот Александар II во Петерсбург. Во 1862 година Тишендорф го објавил во голем формат печатен со факсимилен тип на букви. Во 1933 година оваа стара Библија е продадена во Англија за 100.000 фунти. Од тогаш Синајскиот и Александрискиот кодекс заедно се изложени во Британскиот музеј во Лондон. Подоцна се преместени во Британската библиотека, каде што се наоѓаат и денеска. Проучувањето на Синајскиот кодекс, библиски ракопис кој 100 години е постар од најраните дотогаш познати ракописи, покажува дека неговиот текст практично е идентичен со старозаветните текстови на Библијата на грчки јазик, што потврдува дека никакви откритија на поранешните библиски ракописи не оспоруваат ниту една од утврдените доктрини што се темелат на Библијата. Овој факт безброј пати, почнувајќи од епохалното откритие на Тишендорф, е потврден од понатамошните откритија дури и на поранешните библиски ракописи, како што се, например, папирусот Бети,
кои содржат делови од 15 новозаветни книги што потекнуваат од 3 век, па и паперусите Бодмер што настанале дури и порано и потекнуваат од 2 век. Како признание на сето она што го сторил, на крај Тишендорф добил дозвола да го објави најпрочениот библиски ракопис, Ватиканскиот кодекс. Изданието на Новиот Завет од овој кодекс видело дневна светлина во 1867 година под наслов Нов тестамент Ватикан, Ватикански кодекс. По една година уследило издание кое го приредиле ватиканските власти. Тишендорф неуморно продолжил да издава значајни текстови студии. Во текот на својот богат живот успел да објави 72 книги. Кога се приближил кон 16-та година од животот и создал план за уште едно патување на Блискиот Исток во потрага по стари библиски ракописи, овој професор добива срцев удар и тоа ставило крај на неговиот живот и дело. Умрел на 7 декември 1874 година. Така завршил големиот научник и неуморен истражувач на Библијата. Неговото завештание ја открило неговата непоколеблива вера во Божјото водство, исто како и неговото дело, што било сведоштво за неговата длабока вера. Во еден дел од неговото завештание стои овој запис: Бог ми даде среќен и богат живот, разубавен со неговите благослови. Мојата судбина беше тешка и макотрпна работа, но беше историски драгоцена. Бог нека стави свој благослов на работите што ги оставам за себе. Тие се негово дело. Вистина, прекрасен извештај прочитавме утро за професорот кој оставил длабок траг, пронајдол многу работи и со тие пронајдоци тој ја потврдил веродостојноста на денешната Библија, почитувани гледачи. Значи, денешната Библија што имаме е верна на оригиналот. И овие кодекси што се пронајдени може да се прогледат, може на интернет да отидете, тие се ставени, се чуваат во посебни музеи, како што е во Ватикан, во Берлин, во Германија, во Лондон, во Англија и така натаму. Како е да е, денешното Свето писмо е веродостојно писмо, упатено до тебе и до мене. И затоа сите вие кои сакате да имате бесплатна Библија, бесплатно Свето писмо, еве за Великден ние подаруваме како ова установа, Радио Гласна надежта, може да ви подари бесплатно Свето писмо. Почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија. Да ја закружиме со поздрав до сите вас, да ви посакаме убав ден, Господ да ве чува и ви закажуваме нова средба утре на исто место и во исто време. А до тогаш, довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.